денеска во Собранието на Република Македонија парламентарното мнозинство врз основа на одредбите од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија легитимно побаравме од председавачот со конститутивната седница да стави предлог на гласање согласно членот 78 ставот 2, во кој што стои дека во текот на расправата може да се побара да се премине на наредната точка од дневниот ред. Ова го направивме се со цел да се одблокира ова седница на Собранието на Република Македонија, за да може да се избере председател и на тој начин да биде во полна функција Собранието на Република Македонија како највисок законодавен и представнички орган на граѓаните на Република Македонија. Наместо да се испочитува Деловникот и председавачот седницата да го стави овој предлог на гласање, заради тоа што во Деловникот, во оваа одредба, јасно и прецизно стои дека без расправа се преминува на гласање, уште еднаш Трајко Велјановски покажува како на најгруб начин се крши Деловникот во ова собрание и се узурпира позицијата на председавач на конститутивната седница. Ова го правиме се во интерес на граѓаните на Република Македонија, заради тоа што навистина премногу време помина во неплодна дебата, во жалопојки и плачења за тоа дека некој треба да премине во опозиција, односно зашто ВМРО-ДПМН треба да остане во опозиција. Не е крај на светот. Лошо е ако граѓаните на Република Македонија не може да си ги остваруваат своите права. Лошо е тоа што многу решенија кои што треба да бидат дебатирани и донесени од страна на овој законодавен дом, а се однесуваат на граѓаните на Република Македонија, не може да бидат донесени заради оваа блокада, не можат стечајците да остварат свое право, не можеме да зборуваме и донесеме одлука за укинување на екстерното тестирање, не можеме да разговараме за зголемување на платите и така натаму за многу проекти кои што беа понудени пред граѓаните на Република Македонија. И од тој аспект сметам дека разумот пред се треба да преовладува и треба да секој од пратениците во Собранието на Република Македонија се однесува одговорно на позицијата која што има и која што ја добил од граѓаните на Република Македонија. Затоа ќе продолжиме врз основа на Деловникот да го бараме она што е наша обврска и во името на граѓаните на Република Македонија да направиме се да се одблокира работата на Собранието. Значи, ние ќе инсистираме на нашиот предлог, заради тоа што е согласно Деловникот, а кои чекори ќе ги преземеме понатаму, мислам дека е несоодветно сега да ги поделиме претходно со медиумите, па потоа да развиваме стратегии. Дестабилизација на Република Македонија се прави во изминатите 10 години од како ВМРО-ДПМН е на власт. И сега, оние кои што ја срушија Република Македонија, институциите на системот, тие кои што ја поделија Македонија по секаква можна основа, навистина е неблагодарно да укажуваат дека некој бара дестабилизација во Република Македонија. Врз основа на Деловникот и на волјата на мнозинството во парламентот. Па вие гледате дека ние сме целосно релаксирани и при давањето на предлогот, заради тоа што овој предлог се заснова на Деловникот. Нервоза не покажавме ние, покажа председавачот на оваа седница, покажуваат пратениците на ВМРО-ДПМН нервоза, заради тоа што многу е тешко да одбивате предлог, односно да узурпирате место председавач, за да не го ставите предлогот на гласање. Јасно е дека ВМРО-ДПМН не сака да види дека 67 пратеници имаат мнозинство во овој законодавен дом. И само тука може да се бараат изговорите зошто се постапува на еден ваков начин на кој што се постапува. Инаку, ако зборуваме за сценарија, мислам дека подобар сценарист од Трајко Велјановски нема во ова собрание. И тоа докажано и со судска одлука на судот во Страсбур
за рушење на човековите права на вас, на новинарите и медиумите, со изфрлањето од седниците на Собранието на Република Македонија. Тоа е нешто што е докажано, нешто што го покажува грдото лице на владењето на овој режим во Република Македонија во изминалите 10 години. Така да, на Македонија е потребна стабилност и на Македонија е потребен напредок. Не е потребно на Македонија повторно и повторно да бидеме заложници на судбината на еден или двајца, или ако сакате на една политичка партија или на група на граѓани. Дали имало до сега? Како? Дали имало до сега Јас не знам точно дали имало до сега и дали некој е искористил ова деловничка можност, меѓутоа инсистирам како пратеник во ова собрание да овој мој предлог биде ставен на гласање во собранието, заради тоа што така пишува во деловникот. Дали може да заложиме, дали сте одлучни денеска и утре да се избира нов председател? Дали ќе имаме конечно нов председател во собранието? Ние сме одлучни да избереме нов председател на Собранието на Република Македонија и на тоа работим. Дали овој предлог е, дали може овој предлог е дел од вашиот план за деблокирање на работата на собранието? Овој предлог денеска е да преминеме на 4-та точка од дневниот ред за да разговараме за избор на председател на собранието. Четвртата точка на дневниот ред е избор на председател на Собранието на Република Македонија. Ние имаме доставено предлог согласно одредбите од деловникот како 20 пратеници дека може да достават предлог за председател на Собранието. Со овој предлог денеска бараме врз основа на членот 78 став 2 да се изјасни Собранието дали да преминеме по работа од четвртата точка од дневниот ред, при тоа не ускратувајќи ја можноста за дебата и по третата точка од дневниот ред. Значи, сите пријавени дискутанти ќе останат, сите пријавени за реплика ќе останат, ќе преминеме на четвртата точка од дневниот ред, ќе разговараме околу избор на председател на собрание и повторно ќе се разговара за избор на оваа комисија. Така да, манипулација груба е пред граѓаните на Република Македонија дека некој сака да им ускрати право на дебата. Апсолутно тоа не е точно. Повели. Не го спориме ние, секое право на било кој пратеник или пратеничка група кое што е предвидено во деловникот, па така и дискусија по кандидатурата, односно по точката од дневниот ред за избор на председател на собранието. Веројатно повеќе луѓе ќе бидат заинтересирани да разговараме за суштинска тема. Знаете, многу е бизарно да се борите 5 дена на координација, да станете председател на комисијата за избор и именување како што се бореше Илија Димовски, и денеска се бори 9 дена во собранието да не стане председател на таа комисија. Значи, поголем абсурд од оваа ситуација нема. Дали сте постојано во контакти со ХИЛИ и дали сте сигурни дека сите пратеници од ТУИС подржуваат планот без И од другите партии? Ние побаравме и продолжување на седницата со 67 пратеници, побаравме и вчера продолжување на работа на собранието после 18 часот исто така. Така да, најдобро е и овој предлог што го бараме денеска во собранието ќе го покаже новото парламентарно мнозинство во собранието и мислам дека тоа е клучниот момент. Од тоа се плашат. Да тие зелени копчиња кои што ќе бидат покажани на другата страна, не на ВМРО-ДПМН. Дали сте во контакт, да се координирате заедно за постапите како да излезете од ова? Ако сме партнери кои што се договараме да формираме парламентарно мнозинство и сме го формирале, нормално е дека имаме контакти, тоа не го правиме преку посредници, најмалку преку ВМРО-ДПМН.